најново издание на регионалните вести. Фабриката Југохром од Јегуновце од денес почна со производство. Комбинатот не работеше 2 месеци, со цел да придонесе за намалување на загадувањето на воздухот. 400 работници се вратија од денес на работа во фабриката Југохром од Јегуновце по двомесечниот доброволен прекин на производството со цел да се придонесе кон намалување на загадувањето на воздухот во Тетовско. За сега ќе функционираат 2 печки. Започнавме да работиме со 2 печки, односно со мокност од 25 мегавати и при тоа повторно ги враќаме луѓето на работа, значи под делот на социјалната структура на Југохром. Во моментов се вратени некаде околу 400 работници со тенденција да веднаш штом се вклучи и уште една печка, тоа е планот од 1 април, значи да работиме со мокност од 50 мегавати колку што имаме и согласно одлуката на владата, да бидат вратени повеќе од 700 работници. Југохром мислам дека исполни својата цел и своето ветување во делот на општествената одговорност, не работеше во зимскиот период. За жал се покаже дека Југохром не е, се потврди нашата теза дека Југохром не е единствениот и најголемиот загадувач. Паралелно со продолжувањето со работа ќе се одвива и процесот за поставување на соодветни еколошки филтри. Во завршна фаза сме со дозволата за градба, таа треба да биде готова во наредните 10 дена. Веќе избравме фирма изведувач на градежните работи, почетните работи, значи оние основните фундаменталните работи веќе се во изработка, во изготвување, така да се надевам согласно и новиот термин план кој што денеска го доставивме на Министерството за животна средина. Југохром е спремен во целост да ги исполни сите обврски за исполнување на системот на отпрашување во рокот, законскиот рок даден од владата на Република Македонија, тоа е 31 октомври 2016 година. Иако Југохром не работеше во јануари и февруари, речиси секојдневно имаше надминување на концентрациите на отровни материи во воздухот во Тетовско. Градоначалникот на Гостивар Невзат Бејта учествува на симпозиум за урбан развој во Грац, Австрија. Градоначалникот на Гостивар Невзат Бејта учествува на дводневен симпозиум на градоначалници во Грац, Австрија. Настанот го организира Институтот на Светска банка со цел челниците на општините од државите во Југоисточна Европа да разменуваат искуства од локалното владење. Поточно се работи за општини кои се вклучени во програма за урбано партнерство, меѓу кои е и Гостиварската. Симпозиумот се одржува на тема заедничко владење за сеопфатен урбан развој во Југоисточна Европа. Во соопштението на општинската служба на Гостивар за престојот на Бејта во Австрија се вели: тоа е добра можност за градоначалниците, представниците на локалните власти, здруженија и асоциации на локални самоуправи и други значајни страни да го споделат она што го постигнале преку спроведените реформи. На симпозиумот учествуваат 150 градоначалници од Југоисточна Европа, додека од Македонија се вкупно 3. Градоначалникот Бејта учествуваше и на првиот симпозиум од проектот што се одржа пред 2 години во Виена. Представниците од Центарот за слобода цивил во рамки на реализацијата на проектот Напред денес беа во Тетово. Тие ги информираа граѓаните за активностите од проектот со кој се предвидува изборен мониторинг. Екипата на Центарот за слобода цивил во рамки на реализацијата на проектот Напред денес бија во Тетово. Представниците од цивил ги информираа тетовчани за активностите во рамки на проектот, а им делеа информативен материјал кој се однесува на изборниот процес, наблюдувањето, гласачкото право и слично. Цивил Центар за слобода, невладина организација од Скопје, во моментот спроведува проект за сеопфатен и долгорочен мониторинг на престојните парламентарни избори. Проектот се вика Напред. Во моментов ја спроведуваме првата фаза од проектот, односно ги посетуваме сите 14 регионални центри кои што ќе бидат опфатени во овој проект, меѓу кои Тетово. Целта на овие наши посети, јавни настани, да се информираат граѓаните за нашиот проект, за можноста да бидат наблюдувачи, краткорочни и долгорочни на изборите. Исто така, сите кои што се интересирани од нас можат да ги добијат потребните информации за тоа кои се условите за аплицирање, како можат да аплицираат. Денес сме во овој регион, сега сме во Тетово, потоа продолжуваме во Гостивар, Јегуновци, Врапчиште.
Од Цивил започнуваат и активности за селекција, ангажирање и едукација на долгорочни, краткорочни и граѓански наблюдувачи на изборниот процес во Република Македонија. Во оваа фаза, во посетата на сите регионални центри и општини низ Македонија, ги информираме со тоа што им даваме насоки и упатство како можат да аплицираат, кои се условите, односно кој све може да аплицира, кои се условите кои што треба да бидат исполнети за еден граѓанин или граѓанка да биде наблюдувач. Понатаму откако тие ќе аплицираат, втората фаза е селекција, односно тие кои што ќе бидат дел од над 180 наблюдувачи кои што се предвидени со овој проект, ќе бидат дел од нашите обуки кои што ќе се одржат накнадно, на кои обуки тие ќе можат да ги добијат сите потребни информации за процесот на мониторирање на изборите, како тоа се спроведува на терен, предизвици и така натаму. Напред е проект за долгорочен мониторинг на изборниот процес, за наблюдување на денот на изборите, за едукација и јакнење на јавната свест за правата на гласачите. Проектот започна во јануари и ќе трае 7 месеци, се финансира со германски средства од Пактот за стабилност на Југоисточна Европа. Мајка го пријавила својот син во полиција поради семејно насилство. Тешка кражба во гостиварското село Дебреше. Денешниот полициски билтен бележи информација за приведено лице, осудено на 3-годишна затворска казна. 73-годишна тетовка вчера пријавила семејно насилство што ден пред тоа го извршил нејзиниот 47-годишен син. Како што соопшти СВР Тетово, тој околу пладне дошол кај неја и започнал вербално да се расправа. А причина за расправијата биле нивни недоразбирања околу нерегулирани имотно-правни односи. Поради сериозноста на упатените закани, не само по незиниот, туку по животот на незиниот друг син и брат, побарала кривичен прогон. Нешто подоцна, лицето е повикано во секторот за внатрешни работи Тетово, разговарано е со него и по целосно расчистување на пријавеното ќе се соочи со соодветен поднесок. Тешка кражба во гостиварското село Дебреше. Како што соопшти СВР Тетово, во периодот помеѓу 26 и 29 минатиот месец, засега непознати сторители извршиле тешка кражба во куќата на 49-годишник во гостиварското село Дебреше. Тие го искористиле отсуството на собствениците на куќата инаку времено вработени во Италија. Се искачиле на балконот, го скршиле стаклото од прозорецот, влегле внатре. Целосно ја пребарале внатрешноста и одзеле телевизор LG, агрегат од 5 киловати и 2 парадими, а потоа најверојатно на ист начин како што влегле, незабележени од никого го напуштиле објектот. Вкупната материјална штета што ја причиниле во оваа кражба се проценува на околу 1500 евра. Денешниот полициски билтен бележи информација за приведено лице осудено на 3-годишна затворска казна. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу пладне во тетовското село Пршовце лишиле од слобода 77-годишник, осуден на 3-годишна затворска казна за недозволено изработување, држање и тргување со оружје или распрскувачки материи. По приведувањето реализирано со судска наредба и кусото задржување, предаден е на издржување на казната во казнено-поправната установа Тетово. Минатата година во гостиварскиот регион е регистрирани се 9 кражби во верски објекти. Бројката е двојно помала за разлика од 2014 година. Во дел од случаите, направената материјална штета при провалувањето била поголема од она што било украдено. Двојно е намален бројот на кражби во верски објекти во гостиварскиот регион. За разлика од претходните години, кога кратците атакувале на стари вредни икони, лани главно краделе пари оставени од верниците. Во некои од кражбите материјалната штета при провалувањето на вратите и прозорците била поголема од она што било украдено. Статистиката на полицијата покажува дека во текот на 2015 во Гостиварско биле регистрирани 9 кражби во верски објекти, од кои 8 во манастири и цркви и 1 во џамија. Во 2014 година имало вкупно 18 такви кражби. Сторителите тешко се фаќаат. Досега ниту една кражба од ланските во верски објекти не е расветлена. Најчесто намета на крадците биле парични средства, неретко дури и мали символични износи, како и други предмети или производи, кои верниците ги дарувале за прилози за здравје и среќа, соопштуваат од СВР Тетово. На удар на крадците лани се нашле православни верски објекти во Гостивар, Долна Бањица, Маврово и други места, како и џамија во селото Дебреше. 2014 година се памети по серијата кражби низ црквите во Мавровскиот и Реканскиот крај,
во кои беа украдени икони, крстови, книги и други вредни предмети. Великденскиот пост годинава започнува на 14 март. Во тек се подготвителни недели кои имаат за цел да ги подготват христијаните за престојниот пост. Во пресред на Великденскиот пост за православните христијани во тек се трите подготвителни седмици. Овој период опфаќа 4 неделни дена, определени врз евангелиски четива, како недела на Митарот и Фарисејот, недела на блудниот син, недела месопусна и недела сиропусна, чија цел е со химнографијата да се подготват христијаните за престојниот пост. Православната црква премудро ги устроила и подготвителните недели на постот, бидејќи Великденскиот пост е еден голем подвиг на себеочистување од страстите и на подготовка за неголемиот христијански празник Великден, па затоа пред тоа и му претходат подготвителни недели. Тоа се 3 подготвителни недели кои што имаа свое значење и своја суштина. Значи, едната не учи на смирение, другата на себе освестување и покаяние, третата недела не поучува на делателна љубов кон ближниот, значи оваа сиропусната и последната недела, денот, значи пред да започне постот, не поучува на простување. И веќе наредниот ден, после прочка, започнуваат големиот 40-дневен Великденски пост. За време на Великиот пост, верниците го ограничуваат внесувањето на храна, конзумираат растителни производи кои се приготвуваат без употреба на масло. Месото, млечните производи и виното не се користат во исхраната. Оваа година постот започнува на 14 март во понеделник и според типикот кој што сме го примиле, според ерусалимскиот типик, кој што е овде во нашава помесна црква во употреба, се пости на следниот начин, значи од понеделник до петок без зејтин, сабота и недела се пости на масло, на благовештение и цветници се јаде и риба, и зејтин се јаде и во сите оние празници што се обележани во календарчето со црно крвче, кои што се наоѓа, значи во текот на постот, под постење без зејтин, значи или под пост без зејтин подразбираме јадење на растителна храна на која што нема да се додава масло. Значи тука во растителна храна спаѓаат и сите сурови производи, како сите сурови природни плодови, како што се оревите, лешниците, бадемите и така натаму. Сето тоа кај нашиот народ постои обичај да го смета дека не е благословено да се јаде во строг пост. Правилото на постот не е облигативно за сите и во секоја состојба, туку секој православен христијанин во консултација со својот духовник, со својот парокиски свештеник, според неговата здравствена, психофизичка состојба, да кажеме според неговата и физичка и духовна кондиција, ќе му се одреди значи точното и прецизно правило и начин на пост. Во овој пост црквата ги повикува своите чеда на засилено покаяние и молитва, очистување на умот, срцата, душите и телата и творење на добри дела во подвигот на љубовта. Постот е пред се послушност од љубов кон црквата и представува и средство лековито кое не лекува од страстите, ни помага да се излекуваме од страстите. Тоа е суштината на телесниот пост, но телесниот пост треба да биде придружен и со духовниот пост. А што е духовниот пост? Значи, во текот на Великденскиот пост, освен телесниот пост, ќе треба и да се исповедаме пред свештеник за гревовите, да извршуваме молитвено правило, според силите да доаѓаме на богослужба и да се воздржуваме особено од сите страсти и гревови. Најголемиот христијански празник посветен на Христовото воскресение Великден, оваа година ќе се прослави на 1 мај. Целосниот разговор со отец Александар Стојановски, свештеник од Тетовското архиерејско наместништво, ќе имате можност да го проследите по завршувањето на регионалните вести.
Transparency International Македонија изразува загриженост поради одлуката на Уставниот суд да поведе постапка за уставноста на законот, кој му забранува на председателот да помилува луѓе осудени за изборен криминал, како и да спречи нивно кривично гонење. Овој чин е во спротивности со меѓународните стандарди, а посебно со препораките на ГРЕКО, група на земји против корупцијата, да се обезбедат механизми за казнување на сторителите на кривични дела, поврзани со корупција и изборни манипулации, и да не дозволи простор сторителите да ги избегнат казните за она што го сториле, се наведува во соопштението на Transparency International Македонија. Тие ги повикуваат институциите да ги имаат предвид добрите практики од регионот и Европа, каде овие кривични дела се изземени од законските рокови на застарување, а на председателите на државите и владите им се оневозможува интервенција во водењето на постапките против лица, за кои постојат сомневања за корупција. 4 возови на грчката железница чекаат на идомени на грчко-македонската граница за да добијат зелено светло и да го продолжат својот пат низ Македонија. Според извори на грчката државна новинска агенција АНМПА, уште 6 возови од другата страна чекаат да влезат на грчка територија. Граничниот премин на тампон зоната меѓу границите на Грција и Македонија се уште е затворен по вчерашните инциденти. Во кампот во Идомени во моментов има околу 7000 бегалци, а некои од нив чекаат и по 10 дена за да ја преминат границата и да го продолжат нивното патување во земјите од Западна Европа. Околу 150 емигранти, некои вооружени со железни шипки, се обидоа да ги блокираат или да се качат на камионите што се движеа кон Евротунелот, а судирите со полицијата продолжија околу емигрантскиот камп во францускиот град Кале. Полицијата морала да интервенира откако емигрантите, разгневени поради претходното истерување од кампот, ги нападнале камионите со камења и железни шипки. Полицајците користеле шок бомби и солзавет за да ги спречат емигрантите да стигнат до автопатот и да се качат на камионите. Најновите судири се продолжение на вчерашните конфронтации меѓу полицијата и емигрантите, откако властите продолжија со демонтирање на делови од кампот со булдожери. Хаосот почна откако властите ги информира емигрантите дека мора да ја напуштат областа за 1 час или ќе бидат уапсени. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации УНХЦР ги критикува европските земји поради натрупувањето 24.000 бегалци во Грција, велејќи дека владите не работат заедно за решавање на мигрантската криза и воведуваат нови гранични ограничувања со што го прекршуваат законот. Портпаролот на УНХЦР Адриан Едвардс денеска предупреди дека Европа сега е на работ на голема хуманитарна криза, што сама ја предизвика. Едвард за Радио Слободна Европа изјави дека во првите 2 месеци од годинава Средоземното море го поминале скоро 132.000 мигранти, што е скоро еднакво на бројот на мигранти што го поминале Медитеранот во првата половина од минатата година. УНХЦР исто така предупредува дека пренатрупаноста во Грција доведува до недостиг на храна, вода и засолништа за мигрантите, со што се зголемуваат тензиите и се поттикнува насилство. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави синоќа дека договорот за прекин на судирите во Сирија првично се почитува, наведувајќи дека и понатаму е загрижен поради зголеменото руско војно присуство во земјата. Загрижени сме поради значителното зголемување на руската војска која ја гледаме во Сирија, од копнени сили, силите од морнарицата во Медитеранот и воздухопловните сили кои изведуваат воздушни напади на чија мета досега најчесто се наоѓаа позиции на Исламска држава, но и други опозициски групи, нагласи Столтенберг. Генералниот секретар на НАТО за време на посетата во Кувајт објасни дека не постојат планови НАТО да обезбеди копнени сили за војни операции во Сирија, пренесува Танјунг. Гласачите во 13 американски сојузни држави денеска на така наречениот супер вторник гласаат за избор на председателски кандидат за изборите што се одржуваат годинава на внатрепартиските избори во Демократската и во Републиканската партија. Се смета дека денешното гласање е клучно за изборот на кандидати. Демократите гласаат во 11 држави. Изборот им е меѓу поранешната државна секретарка Хилари Клинтон, која се смета за фаворит, и сенаторот Берни Сандерс.
Републиканците гласаат во 13 држави, а избираат меѓу 5 кандидати. Анкетите покажуваат дека републиканскиот фаворит Доналд Трамп убедливо ќе победи во сите држави, освен во Тексас, откаде што е новиот ривалски сенатор Тед Круз. Сенаторот Марко Рубио се смета за најсериозен ривал на Трамп. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен ветер претежно од југозападен правец. Утринските температури се движеа од 3 до 7, а дневните од 8 до 15 степени. Според метеоролозите, времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со слаб локален дожд. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од 2 до 6, а дневните од 7 до 12 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте и пријатно.